Недискриминација е насловот на работилницата во организација на Фондацијата Елена Лука, која денеска се одржа во просториите на гимназијата Јане Сандански во Струмица. Целта на оваа работилница е да ги запознае учесниците со поимот дискриминација, основи и форми на дискриминацијата, стереотипи, предрасуди, последици и надлежни институции кои работат на полето на спречување на дискриминацијата. Дел од оваа работилница се едукациите кои имаат за цел да ги поттикнат учесниците да делуваат во своите средини во насока на унапредување на родовата рамноправност, спречување на дискриминацијата и спречување на родово базираното насилство. Благородна Шопова, Фондација Елена Лука. Фондацијата Елена Лука денеска реализира работилница на тема недискриминација со средношколците, односно младите од гимназијата Јане Сандански во Струмица. Како што веќе кажа, значи темата е недискриминација и целта на оваа работилница е младите да се запознаат со концептот на недискриминација, односно да ги запознаат сите форми и видови на дискриминација со кои што може да се соочат во секојдневниот живот. Оваа работилница е дел од програмата за спречување на сите форми на насилство врз жени и семејно насилство на Фондацијата Елена Лука и спроведува едукации за човекови права со младите на следните теми: концептите на родот и развојот, недискриминацијата и родово базираното насилство. Конкретно еве статистиката, официјалните податоци за Република Македонија говорат дека од вкупно вработените на пазарот на труд 40% се жени наспроти 60% кои што се мажи. Тоа говори дека е помала застапеноста на жените, од друга страна на додипломските и постдипломските студии повеќе завршуваат, односно повеќе се образуваат и дипломираат, значи жени. Тоа укажува дека сепак постои некаква дискриминација, еве кога конкретно зборуваме дискриминација врз род и пол на пазарот на труд. Како дел од првиот циклус на едукации за човекови права спроведени се обуки во Скопје, Велес, Берово, Пехчево и Куманово со ученици од средните училишта и студенти, а вториот циклус едукации ќе бидат реализирани во Штип, Струмица, Битола и Тетово. Во рамките на обуките за човекови права предвидено е да се вклучат повеќе од 500 ученици и студенти.